Ние ги отвараме тие аргументи за различни дискусии меѓу античките грци и македонци. И ако докажеме дека античките македонци не биле елини, автоматски тврдиме дека тоа сме ние. Значи, прво, дури и под услов античките македонци да не биле грци, тоа не значи дека се денешни македонци, затоа што историјата од тоа време знае три големи субстрата во овие простори на Балканот. Тоа се елини, илири и траки. Македонци како таков посебен субстрат едноставно нигде не можете да го најдете дека постои. Сите што ги консултирав тврдат кои се професори, тврдат сосема спротивно од тебе. Нема таква работа, јас ви гарантирам. Сега. Вториот момент, значи, ако докажеме или ако има некаква основа дека античките македонци се различни од античките грци, значи првата теза е дека се сосема нешто друго, а не денешните македонци. Меѓутоа, има една друга работа. Не знам генетски или по ДНК дали се тие истите, меѓутоа знам дека 120-30 години пред Александар III Велики, неговиот прадедо Александар I, влегува на Олимписките игри во Грција и го докажува своето грчко-елинско потекло од Пелопонес. Од тогаш, па во наредните 150 години или 140 колку години ќе дојдат до враѓањето на Александар Македонски, значи Македонија е вклучена во елинскиот свет. Таа учествува на сите нивни игри, на сите нивни конференции, во сите нивни битки и во сите нивни културни и духовни движења. Јас пред малку ти прочитав дека не збореле на ист јазик. Пред малку ти прочитав дека не се разбирале. Ама се вака, значи ние можеме да цитираме разни научници, меѓутоа јас ви кажувам дека апсолутно Македонија функционира таму. Точно се знаат датуми со кои добро, зашто тоа имало големи војни, овој Филип ги освоил, ги отепал, бидејќи толку функционирале заедно, зашто се скршиле од мавање? Најголемата работа е следнава. Значи, и Филип и Александар имале цел да го обединат елинскиот свет. И Филип и Александар имале цел да ги победат главните непријатели на елинскиот свет Персија. И конечно, Филип и Александар, односно Александар, нели подоцна, сегдека што победувал со елинското име. Сегдека што оставил трага на своето присуство е трага за неговото елинска припадност и стотици споменици има кај што тој почнува со јас Еринот, Ио Еринос Александар. Значи, после умирањето на Александар Македонски, светот што останува е грчки свет и се нарекува елинизација на Медитеранот. Значи, големиот процват на грчкото име го прави Александар Македонски. И не за џабе они неодамна го избра Александар за најголем грк, затоа што елинската култура ја направил најголема. Значи, бидејќи е таа елинска култура толку голема, бидејќи тој Александар е толку голем, бидејќи сега го прогласија, зошто до 90-та година не ќе да чујат за него? Зошто до 90-та година не ќе да чујат за македонците? Зошто Македонија беше забрането како не е Лјупчо, па така? На 2-3 јазика им зборел на војниците. Секогаш го негувале тој елински дух, да не правиме сега некои илузии. Значи, она што сакам и што е недвојбено. Зошто Филип се бори против него? Зошто ги поразува, ги ова, става споменик? Миленко, чекај сега, вака, зошто Атина и Спарта се борат? Зошто тебе и Спарта се борат? Па сите полиси се борат едни против други. Да тврдиш дека е ова многу... Не знам дали разбираш како тоа одекнува овие луѓето што го гледаат. Ама вака сега, една работа сега, вака. Дали разбираш? Ама не, вака сега. Јас не сакам ние да си правиме лажна илузија. Значи, светот што го гради Александар Македонски е елински свет. Светот што го остава после него е елински свет. Тоа се јасни показатели кои целата светска наука го имаат потврдени до ден денеска. Спомениците што се остатници од него се со тоа име и презиме. Зошто не сакаме тоа да го сватиме ние? Не, ама чекај се, зошто ти не ми објаснуваш мене? Бидејќи тоа така, зошто тоа грците не го ценеле до 90-та година? Но како не го ценеле? Не го ценеле, не постоеше Македонија како провинција, не постоеше Македонија како аеродром, не постоеше Александар Македонски, ништо не постоеше. Чекайте сега, споменик на Александар Македонски во Солун има од 5 години кога одам во Солун, го знам тој споменик на Александар Македонски. Не е така. Немаше аеродром. Немаше провинција. Провинцијата исто ја менува неколку пати. Меѓутоа, дека не го почитувале духот на Александар Македонски, сега не е така, апсолутно, мислам... Прво, не збореле ист јазик. Второ, не личеле исто. Трето, цело време се тепале меѓу себе. Ама сите грчки провинции се тепале едни со други. Збореле различен јазик.
Не, ти викаш го обединил еленскиот свет, да кажеме, што знам, за обединување на Германија беше и Горбачов, па не е германец, ме разбираш, така да тоа се сега вака тези... Значи, Еленко, значи вака, целата оставштина што ја знаеме денеска од Александар Македонски е, да не зборувам зборот грчка, затоа што тогаш бил зборот елени и до ден денеска, нели? Значи е елинска. Ние можеме да си кажуваме какви што сакаме овде за нас, нели, утешни работи, меѓутоа тоа се историските податоци. Во моментот кога ќе ги побиеме научно некои од тие податоци, во ред. Ја мислам дека неколку баш врвни вака овде, дека воопшто не го делат мислењето твое. Ти го знаеш тоа. Баш не го делат. Еве сега да кажеме да ти прочитам уште неколку работи. Вика, значи, според тебе, сега ова е мој пријател кој вели, праше го, според тебе словените дошле преку Дунав со трски во устите, се населиле во Македонија, ги избркали и убиле античките македонци или не биле тука тие, а по неколку векови самите словени почнале да се нарекуваат македонци. Сега тоа е стварно прашање. Србија се викала или Хрватска покрајината кај што дошле словените па се нарекле хрвати? Така, значи има апсолутно стотици на логики, да знаеш. Прво околу доаѓањето на словените. Мислам, со подсмев се зема доаѓањето, нели, со трските на словенците преку словените преку Дунав. Значи, вака да се разбереме. Приказната за словените и трските е од една хроника на Псевдо Макарий, мисли, чини се викат императорот византиски, кој ги опишувал способностите на словените да дишат со трски. Тој Псевдо Макарий многу добро ги познавал словените затоа што цел свој мандат се борел со словените и на крајот и загинал кога во една зимски, мислам 600 и некоја година беше, ги праќа своите војски замразнатиот Дунав словените да го минат во негде во декември и во јанари, се знае точно датата, војските се побуниле и го симнале, односно губиле како император. Значи рака, доаѓањето на словените, византологијата се занимава со тоа доаѓање на словените 250 години наназад. Прочитани се сите хроники и од византиско време, и од соседите, и од се што постоел документ. И доаѓањето на словените преку Дунав е многу јасна и докажана работа. Ние можеме да си кажуваме какви сакаме приказни, меѓутоа верувајте дека тоа е историја само за нас. Во контрадикција. Прво викаш дека се прочитани сите историски податоци. Да, пред малку кажуваш дека ние секако не сме знаеле како личат словените. Значи, ако имало толку прецизна тогашна белетристика, нели, толку прецизна фактографија, тоаш веројатно ќе се знаело и како личат словените. Ама не, чекайте сега, Миленко, тоа постојано го враќаме тоа со личењето. Бугарите, србите и хрватите личат и на словени никош ги замислуваме русите, да речем. Не личат и тие. Не личат. Па и сите тие велат дека се словени, така? Па добро, сега, да, меѓутоа има истражување на она швајцарска лабораторија, каде што кажуваат, овие се најблиску до ова, ние сме најблиску до античките македонци. Таа швајцарска лабораторија исто така ја негираш ти, не? Миленко, вака. Швајцарската лабораторија даде некои резултати со кои ниеден словенски народ не испадна дека е словен. Добро. Бугарите ги направи траки, србите и хрватите ги направи албанци, илири на некој начин, нели? Значи, словенците ги направи германци. Тие спориш швајцарската лабораторија. Не, че се вака. Она што сакам да ја кажам одговорно. Значи, вака, зборували со било кој генетичар. Јасно, секој сериозен генетичар ќе ти каже дека генетиката до овој момент нема пронајдено генетски код на нација. Актуелна нација, што е германски код, што е генетички, што е француски, што е македонски, што е арапски, што е... Добро, сега таа швајцарска фирма е исто несериозна. Не, апсолутно несериозна. Значи, јас ти кажувам најодговорно дека генетиката нема